Добро вечер во централното издание на вестите за почеток настани на денот. Анестезиолошки техничар и лидер на христијанско братство осомничен за убиството на 76-годишниот охригенец. Предизвикал вербална расправија, во што, искористувајќи згодна прилика, физички го нападнал, а потоа со раце предизвикал негово задушување. Пред 8 години се заканувал и на екс-премиерот Заев. Стратешки диалог Македонија-САД на 7 април во Вашингтон. Мицкоски очекува соработка во повеќе области. Јас очекувам навистина плоден стратешки диалог. И покрај реакциите на новинарските здруженија, Славевски продолжува со напади врз Канал 5. Адвокатската фела бара обвинителството да ги истражи неговите постапки за вице-гувернерките. Поевтинување на бензинот и благо поскапување на дизелот очекува владата. Опозицијата критикува дека животниот стандард паѓа. Не гледам што објаснува премиерот кога кажува дека ќе има само мало зголемување на цената на дизелот. Конфликтот на Блискиот Исток влезе во нова фаза. Јеменските хути влегоа во војната и извршија напад врз Израел. وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية. Македонија и Соединетите држави на 7 април во Вашингтон ќе одржат состанок како дел од стратешкиот диалог на двете земји. Очекувањата на премиерот Мицкоски се дека ќе има плоден диалог, а на настанот кажа дека ќе се разговара за соработка во повеќе области. Деталите од Ивана Стојановска. Плоден диалог од кој ќе произлезат многу успешни резултати. Се очекувањата на премиерот Христијан Мицкоски од предстојната сесија на стратешкиот диалог со САД, што ќе се одржи на 7 април во Вашингтон. Според премиерот, ваквите активности се и потврда дека владата води принципиелна и стратешки важна меѓународна политика. Ние со нашите стратешки партнери, Соединетите американски држави се најголем наш стратешки партнер, имаме навистина, би рекол, пријателска соработка и како дел од таа пријателска соработка е овој стратешки диалог кој што на почетокот од април ќе се случи во Соединетите американски држави во Вашингтон. На настанот ќе присуствуваат неколку членови од владата, ќе се разговара за соработка во повеќе области, но за деталите еве нека се случи, па ќе зборуваме тогаш подетално, но јас очекувам навистина плоден стратешки диалог и плодни и многу успешни резултати од ова сесија на стратешкиот диалог. Делегацијата која за 10 дена ќе отпатува во Вашингтон ќе ја предводи шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски, а дел од неа ќе бидат и министрите Панче Тошковски, Владо Мисајловски, Стефан Андоновски и Сања Божиновска. Нивен домаќин ќе биде заменик државниот секретар на САД Кристофер Лендау. Како што веќе најави Муцунски, посебен акцент ќе биде ставен на визната политика, а во фокусот на стратешкиот диалог со САД ќе бидат и одбраната и безбедноста, како и трговската и економската соработка. Македонија според Муцунски ќе биде првата европска земја која ќе оствари стратешки диалог во Вашингтон со актуелната американска администрација. Поминато неделната посета на Брисел, премиерот Мицкоски најавува добри вести од Европската комисија во однос на реформските чекори на Македонија на евроинтегративниот пат. Јас се вратив со добри вести од Брисел. Само ќе чекам самата Европска комисија да ги соопшти во делот на испораката на реформската агенда. Не би сакал јас да бидам тој кој што тоа ќе го каже, но јас сум задоволен и оние средби кои што ги имаме и координативни состаноци за испорака на реформи кои што се дел од реформската агенда вродија со плод, така и ќе продолжиме и во иднина. Наш приоритет е испораката на реформи и стабилност во регионот. Премиерот Мицкоски смета и дека евентуални предвремени парламентарни избори не би биле државнички потек во моментот и најави дека тие ќе се одржат во редовниот термин пролетта 2028 година. Македонија губи време со застојот на евроинтеграциите, а владата не презема ништо за деблокада на патот кон членство. Порача лидерот на СДСМ Венко Филипче на заедничката пресконференција со председателот на Социјалдемократската партија на Хрватска Хајдаша Дончич, кој пак оцени дека тоа што Бугарија и го прави на земјава е недозволиво.
Вратата на СДСМ им е отворена на сите кои одлучија да заминат во знам, а веќе се водат разговори со повеќе луѓе, вели претседателот на партијата Венко Филипче, без да открие имиња. На пресконференција од партиското седиште, Филипче оцени дека според него владината коалиција постепено се распаѓа и додаде дека поранешните членови на партијата ја согледале, како што кажа, вистината за владината коалиција. Очигледно е дека движењето партијата знам кој што е предавничко движење, луѓе кои што ја предадоа партијата за своји сопствени финансиски интереси, постепено се распаѓа. Луѓето очигледно мислеле едно дека ќе биде, но се покажало дека е друго. Тие луѓе сега им отворена вратата, не сега и изминатиот период и ќе биде и понатаму, да знаат дека ова им е матичната партија која што никогаш не отстапила од главните идеолошки вредносни политики. На пресконференцијата, која ја одржа со претседателот на хрватските социјалдемократи Хајдаш Дончик, Филипче се осврна и на македонските евроинтеграции. Повтори дека владата не презема ништо за нивна деблокада, а Македонија, како што кажа, на тој начин губи драгоцено време. Дончик пак порача дека тоа што Бугарија и го прави на Македонија е недозволиво. Европската унија да не ја гледаме како наша стратешка цел, туку како инструмент да стигнеме до нашата стратешка цел, а наша стратешка цел е да живееме подобро, поквалитетно, во добри, средени, урбани средини, да има можности за младите, да има високи плати. Osobno mislim da ono što su vam i što vam još uvijek čine i Grci i Bugari je zapravo jedna europska sramota na vašem europskom putu. Dakle, te stvari trebaju ostati bilateralne, da ih rješava Makedonija sa Grčkom i Makedonija sa Bugarskom, a ne da postoje veta, ne da postoje nekakve zabrane za makedonski put u Europi. Vi morate znati da je Europska unija samo sredstvo za ostvarivanje vaših nacionalnih ciljeva. A to je blagostanje, to je zapravo puna zaposlenost i to je ugodan život, dakle, za sve stanovnike Makedonije. Филипче и Дончик најавија избратимување со хрватски општини, во кои има градоначалници од редот на Социјалдемократската партија. Преку оваа иницијатива, како што посочија тие, ќе се овозможи директна размена на искуства, знаење и добри практики, особено во користење на европските фондови и развој на локалните заедници. И покрај реакциите од новинарските здруженија да се воздржи од етикетирање и омаловажување на медиумите, гувернерот на Народна банка Трајко Славевски продолжи со јавни напади врз Канал 5 телевизија и незините новинари. Постапките на Славевски за вице-гувернерите пак дел од адвокатската фела смета дека треба да бидат испитани и од јавното обвинителство. Иако првиот човек на Македонската централна банка, Трајко Славевски, беше повикан од новинарските здруженија да покаже почит и транспарентност кон новинарите и да се воздржи од омаловажување и етикетирање на медиумите. Во телевизиско гостување Славевски продолжи со јавни напади врз националната телевизија Канал 5 и незините новинари. Во емисијата Трилинг, Славевски своето поведение кон новинар на Канал 5, кое новинарската фела веќе го оцени како потценувачко и недозволиво, тврди дека било одговор на насилство. Имаше ли потреба за таков обид за дискредитација на седмата сила? Немало обид за дискредитација. Тоа е одговор на едно насилство од страна на ваш колега, кој што прекинува собир, каде што гувернерот дава на дадена тема одговори на прашања. Јас одговорив на сите прашања. Кои се мотивите за атакот, како што рековте врз Централната банка, бидејќи на пресконференцијата рековте дека има атак врз Народната банка? Добро, ќе се откријат, а мислам дека вашата фела може да ги предпостави бидејќи доаѓаат од само една медиумска куќа. Славевски пред 3 дена беше прашан за случајот со двете вице-гувернерки, кои 5 месеци по истекот на нивниот мандат на 22 октомври минатата година работат и одлучуваат во Советот на НБРМ, но наместо да даде одговор, тој прашањето го оцени како тенденциозно. Да. Тоа што чекавте од половина година за огласот, тоа истече. Добро, за тоа разговарајте со вашиот уредник и прашајте го кои се мотивите за овој напад на Централната банка. Јас многу добро ги знам и ако треба
Иако треба нема ви кажуваме по 10 пат. Добро, дали има некој прашање во врска со темата, се извинувам. Ако може да одговорите. Не, одговорив. Можете на прашање? Не може. Сепак, за дел од адвокатската фела, законските одредби кои го определуваат рокот за постапување како обврска на гувернерот се јасни, а функционирањето на Народната банка со состав кој може да биде правно оспорен, значи дека е потребна и ревизија на донесените одлуки во спорниот период. Определениот рок не може да се пробива, односно секое пробивање на таквиот рок од страна на оној кој што има таква обврска да го испочитува, би представувало прекршување на законот и на одредбите кои што упатуваат на тоа. Така да секое оправдание за пробивање на рокот е всушност оправдание за незаконско постапување од страна на, во конкретниот случај, на гувернерот на Народната банка. Секое постапување кое што е надвор од роковите, во кои што не постои легитимитет на оние кои што ги носеле одлуките, е проблематично и од тој аспект неспорно е дека ќе треба да се направи ревизија на оние одлуки пред се водејќи се од фактот дека не постои легитимитет на оние кои што ги носеле таквите одлуки. Јавното обвинителство по закон е должно да ги испита сите оние аспекти кои што веќе се изнесени во јавноста. Од СДСМ кои веќе побара од обвинителството да отворат предмет по допрен глас, вела дека размислуваат дали од партијата ќе поднесат кривична пријава против Славески. Имаше разговори во рамки на партијата, денес кога ќе заседаваат дел од органите на партијата, па ќе излеземе со став. На прашањето на Канал 5, дали ВМРО ДПМН ќе ја поддржи Ана Митревска како предлог за вице-гувернер, од владеачката партија одговорија дека тоа дополнително ќе се разгледува. Тоа прашање ќе биде дополнително разгледано и ќе биде донесена одлука која ќе биде во согласност со законот и важечките прописи и никако поинаку, соопшти од партијата. Канал 5 предходно прашање испрати и до кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова, но се уште нема одговор дали по сериозните индиции за повреда на службените овластувања ќе го искористи правниот механизам и ќе препорача разрешување на гувернерот согласно Законот за Народната банка. А од македонската влада вела дека внимателно ја следат ситуацијата со цените на горивата на светските берзи. Премиерот Мицкоски вели дека очекува в понеделник намалување на цените на бензините, а доколку има потреба и продолжување на мерката за намален ДДВ. Повеќе од Јорданчо Цветановски. Намалување на цената на бензините и иста цена или минимално покачување на дизелот. Ова се очекувањата на премиерот Христијан Мицкоски. Запрашан за состојбите со нафтените деривати, чии цени во изминатиот период варираа поради војниот конфликт на Блискиот Исток. Премиерот рече дека мерката за намалување на ДДВ-то за горивата го дава очекуваниот резултат, а потрошувачката во пограничните делови од државата е зголемена и конзумот сега е поголем, околу 200.000 литри дневно. Врз основа на нашите пресметки очекуваме во понеделник да имаме околу 2 денара намалување на цената за бензините со 95 и 98 октани, имајќи го предвид просекот од оваа недела, од понеделник до петок. И иста цена или можеби половина денар зголемување на дизелот, или иста цена, така што намалувањето на ДДВ-то, данокот на додадена вредност, директно имплицира позитивен ефект. Сепак, доколку продолжи растот на цената на нафтата на светските берзи и тоа има големо влијание на цената кај нас, од владата деновиве соопштија дека се подготвени за нови интервенции и мерки со цел да се спречи нов енормен раст на цените на горивата. Потекот наиде на критики од опозицијската СДСМ. Според нив, граѓаните не гледаат бенефит од намалувањето на ДДВ-то на горивата и нафтените деривати, поради што и покрај намалувањето цените поразнале. Мерките се апсолутно закаснати. И не гледам што објаснува премиерот кога кажува дека ќе има само мало зголемување на цената на дизелот. Мерките се да има намалување или да има зголемување. Ние сме очигледно единствена земја во регионот и веројатно во Европа што воведува мерки, а цените на горивата растат. Таква земја едноставно нема. Гледаме дека слична цена на горивата има во Хрватска, има во Словенија, каде што минималната плата е 1000, односно 1500 евро. Владата минатата недела прогласи 30-дневна кризна состојба и го намали ДДВ-то на горивата од 18 на 10%, што директно влијаеше врз цената, пошто со понеделничката одлука на РКЕ бензините останаа со иста цена, а дизелот наместо за 10,5 се зголеми за 3,5 денари по литар.
Последното истражување на јавното мислење на МКДМК и агенцијата Market Vision за рейтинзите на политичките партии и нивните лидери, спроведено од 2 до 18 март, покажува дека граѓаните и натаму најголема доверба имаат во ВМРО ДПМН и во лидерот на оваа партија Христијан Мицкоски. На прашањето во кој лидер на политичка партија имате најголема доверба, најголем дел од испитаниците немаат доверба во ниту еден од лидерите на политичките партии, додека 1/4 од испитаниците или 25,2% најголема доверба имаат во Христијан Мицкоски. 24% од испитаниците на прашањето за која политичка партија ќе гласате на следните избори одговорија дека нивниот избор е ВМРО ДПМН. Втора партија е Вреди со 5,1% доверба, па СДСМ со 4,9%, ДУИ 4,8%, Левица 3,1%, Знам 2,1%. 28,1% од испитаниците одговориле дека нема да гласаат. Дали сте за влез на Македонија во Европската унија со статус на земја наблюдувач, односно членка на Европската унија без право на вето? Повеќе од половина, 52% од испитаниците изјавиле дека се за влез на Македонија во Европската унија без право на вето. Анкетирањето било направено телефонски со помош на компјутер на примерок од 1200 испитаници. И последна информација за овие вести. Летното сметање на времето почнува ноќеска во 2 часот по полноќ, кога стрелките на часовниците се поместуваат 1 час понапред, па во 2 часот ќе биде 3 часот. Според уредбата за летно сметање на времето во 2026 година, промената стапува на сила на 29 март и ќе трае до 25 октомври. А 20 часот и 45 минути и понатаму е терминот за вечерните и последните вести за денеска. Пријатно!